Во рамките на одбележувањето на 11 години од формирањето на Универзитетот Гоце Делчев Штип, денес беа промовирани двајца доктори на науки, Димитрија Ангелков и Далибор Серафимовски. Ова се новите доктори по технички науки на Факултетот за информатика и компјутерско инженерство при Универзитетот Гоце Делчев. Димитрија Ангелков и Далибор Серафимовски имаат веќе успешни приказни во тоа што го работат. Ангелков е управител на фирмата Интерактивна иднина, која има и произведено интерактивната табла со најниска цена на чинење во Македонија, но и на светскиот пазар. И како што вели, ова го решава проблемот со недостаток на интерактивни табли во училиштата, а неговиот докторат е наменет за винариите. Докторатот е интернет базирано управување на системи, специализирано за винари, управување на далечина, кој ќе се следи процесот на ферментација, се следат сите параметри, во соработка со големите компании во Кавадарци, знаете, тоа ние сме Тиквишки регион, и го решаваме проблемот со добивање на максимален квалитет на виното за најкратко време во строго контролирани услови. Далибор Серафимовски вели дека во последните 4 години работи на системи за медицински надзор. За својот докторски труд изработил модел во клинички и вонклинички услови за далечинско следење на пациентите со помош на мобилните телефони. Сметам дека е еден модел кој што во иднина многу би се користел, посебно во делот на истражувањата во медицината, бидејќи овозможува проток на податоци од огромен број на центри во исто време кој што би се слевале во еден центар и би се обработувале автоматски, што мислам дека за многу болести и за многу медицински случаеви кои што се наоѓаат во некои планински места, во некои не продорни места, каде што интернетот сепак го имаме насекаде, со помош на сателит, нели? Можеме да одредиме диагноза, можеме да направиме една канализирана комуникација помеѓу лекар и пациент на далечина. Серафимовски вели дека во тек си преговори со фирми за оваа апликација, односно модела, комуникациите ги води неговиот ментор. Ректорот на Универзитетот Гоце Делчев Блажо Боев вели, имајќи во предвид дека студирањето на докторските студии се одвива 5 години, нормално е во една година да излегуваат по неколку кандидати. А доколку излегуваат повеќе, во тој случај, вели дека може да се постави прашањето дали има потреба од толка број на доктори на науки. Имајќи предвид дека сепак ова е образование кое треба да се одликува со врвни истражувања, со врвен квалитет, и мислам дека бројот не треба да биде тој што го одредува квалитетот на она што е произведено на универзитетот. Во рамките на одбележувањето на 11 години од формирањето на УГД за утре во 12 часот е закажана свечена академија на која што е поканата и министерката за образование Рената Десковска. По се изгледа, младите многу порано почнуваат да консумираат алкохол и тоа возрастната граница се спуштила на 15 години. Две тинејџерки од Штип, изминатиот викенд, поради труење со алкохол, завршиле во болница. По третманот детоксификација биле пуштени дома. Две штипјанки малолетнички викендов завршиле на токсикологија во Штипска клиничка болница. Причината поради која биле примени на оделението АИД, но морале да интервенираат лекарите за да им ги спасат животите, е труењето со алкохол. Претходно двете девојки се забавувале во едно од кафулињата во центарот на градот. Од Штипската клиничка болница за случајот информираат. Во недела во 1 часот по полноќ девојче е донесено во алкохолизирана, речиси коматозна состојба со знаци на поспаност. Другото девојче е донесено 2 часа подосна во агресивна состојба. На двете девојчиња на возраст од 16 и 17 години и укажана лекарска помош на интерно оделение, детоксикација и се пуштени на домашно лекување. Точењето на алкохол на малолетници е забрането со закон. Граѓаните велат дека младите пијат повеќе од порано, тинејџерите дека опаѓа возрастната граница. Па пијат више алкохолот, го више пуштија, порано беше забранет то 7 часот и не се дава, сега се пушти, значи се води да се пие повише. Пие се. Колку најмали? Под 18. Пијат. Младите пијат алкохол, помали, поголеми, лошо е тоа? Пијат. Лошо ли е? Лошо е. Порано пиело ли се толку? Не. Сега повеќе пијат? Сега повеќе пијат.
Зошто Мислам дека повише се пијат порано и дека повише значи се пие у денешно време повише значи алкохол отколку кафење што се пијат. Треба ли да се точи алкохол на малолетници? Според мене реално значи не треба да се точи. Меѓу вас младите на која возраст најмалите пијат алкохол? У денешно време нели многу е модерно и скоро 14-15 години деца више почнуваат да пијат, што не е логично. Случајот со двете тинејџерки го потврдија од СБР Штип. Продолжува комуникацијата на позицијата и опозицијата со препукување и тоа единствено на пресконференција. Прес на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН Штип денес обвинуваат живот во Македонија за сите нема, а граѓаните од Источна Македонија се уште возат по патиштата кои не се целосно асфалтирани, а од ветувањата за изградба на капитални проекти се уште нема ништо. Ево го извештаат. Помина една година откако Социјалдемократскиот сојуз формираше влада, а овој период беше и период кога се ветуваа капитални проекти, но на регионалниот пат кај Три чешми мал дел чека асфалт подолг период, обвинуваа денес на пресконференција пред медиумите од Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН. Колку СДС се грижи за граѓаните од источниот регион, покажува токму овој дел од патот кој води кон Скопје. Овде, на оваа сообраќајна делница, секојдневно минуваат пољадници граѓани од овој регион, меѓутоа со огромен ризик по нивниот живот. Иако клучката кај Три чешми, која треба да ги поврзува автопатот Штип-Милодиновци и експресните патишта Штип-Кочани и Штип-Радовиш, требаше да биде завршена уште минатата година, овие 50 на метри сведочат за неработата на актуелната власт. И покрај тоа што помина една година откако СДС ја формираше владата и откако ветуваа проекти со акцент на капиталните, до денес не можат да асфалтираат само 50 на метри регионален пат. Социјалдемократскиот сојуз на последните избори ги манипулираше граѓаните со логото живот во Македонија за сите, но моменталната власт ниту работи врз подобрување на животот, ниту ја интересираат граѓаните на Источна Македонија. Единствено што работи Социјалдемократскиот сојуз во клучните предпријатија е промената на раководните функции со партиски послушници, обвинија на пресконференцијата. Овој патен правец е еден од најважните во регионот, но истиот тој носи најголем ризик по животот на сите граѓани кои минуваат по него. Оваа сообраќајна делница ја покажува неодговорноста на актуелната власт и ја отсликува неажурноста и неспособноста на владата во сите сфери на живеењето. Затоа ВМРО ДПМН прашува: уште колку време е потребно да чекаме да се заврши овој патен правец? Зарем треба да изгубиме човечки животи за владата да се сети да си ја заврши работата? Кој ќе ги врати парите на граѓаните за амортизација на возилата? Ги повикуваме СДС да одговорат на овие прашања, затоа што од животот во Македонија ќе почнеме да губиме животи на патиштата во Македонија. Еве и писмената реакција од Општинската организација на СДСМ Штип. ВМРО ДПМН нема никаков кредибилитет да зборува за состојбата во инфраструктурата, особено што токму таа партија остави пустош во инфраструктурата и нанесе огромни штети врз буџетот и врз интересите на граѓаните. Секој така наречен проект на ВМРО ДПМН во инфраструктурата беше символ на криминал, неспособност и корупција. Тоа што ВМРО ДПМН не успеа да го направи за цели 11 години, владата предводена од СДСМ ќе го направи за неколку месеци и клучката ќе биде довршена. Владата предводена од СДСМ продолжува со спроведување на мерките што обезбедуваат сериозни инвестиции во инфраструктурата и ги санира штетите настанати од криминалните и погубни политики на ВМРО ДПМН. Одиме со другите актуалности. Иако дел од лицата со епилепсија се работоспособни, голем дел од нив, поради својата состојба, не можат да се вработат. Алармира невладиниот сектор на денешниот ден во борба против епилепсијата. И во 21. век лицата со епилепсија се дискриминирани, отфрлени од општеството, но и од системот, тврдат здруженијата кои се борат за правата на лицата заболени од оваа болест. 80% од нив успеваат да ги контролираат своите напади, да бидат работоспособни, но останатите 20% се соочуваат со горливи проблеми.
Претежно лицата со епилепсија во Македонија се дискриминирани и се соочуваат со проблеми при вработување. Да напоменем дека 80% од лицата со епилепсија може да се вбројат во онаа група на работоспособни лица. Останатите 20% за жал се лица кои што не ги имаат нападите ставено под контрола и нив му е потребна особена грижа. Ние подеднакво ќе ги штитиме интересите и на овие 80% и на останатата група од 20% инвалидизирани лица со епилепсија. Поголем дел од терапијата е на позитивна листа. Сепак има случаи, велат од Сдруженијето, докторите да припишуваат лекови кои ги нема во Македонија. Во наредниот период, додава Буневски, мора да се работи на проширување на листата на лекови. Олеснителна околност е лицата со епилепсија до 26 години и над 65 години кои не се осигурани и се ослободени од партиципација. Тие немаат статус на инвалиди и нив не ги следуваат ортопедски помагала. Бидејќи согласно закон лицата со епилепсија не се лица со инвалидитет, па према тоа и не му следуваат, ние во соработка со некои други слични организации набавуваме одреден вид на ортопедско помагало во случајов количка, како би му излегле во престрет на семејствата кои што имаат ваква потреба. Сепак во изминатите неколку години значително е подигната свеста кај самите пациенти. Тие се почесто отворено и јавно говорат за својата болест. Последните податоци на Светската здравствена организација укажуваат дека во Македонија над 30.000, а во светот околу 50 милиони страдаат од епилепсија. На Штипскиот универзитет Гоце Делчев денес промовирана издавачката дејност, а исто така беше примена и донација од 200 научни книги и трудови од штипјанецот Тодор Кралев, литература која ќе им биде потребна на студентите. Штипскиот универзитет Гоце Делчев денеска го промовираше деветиот каталог на изданија. Лилјана Колева-Гудева, одговорна за издавачката дејност, вели дека традицијата за издавање на каталог продолжува и оваа година, која ги содржи сите изданија кои биле публикувани од минатиот патронен празник до оваа година. И можем да се пофалам дека издавачката дејност во последните години бележи како добар напредок. Електронската библиотека последните години се обогатува за околу 100 електронски учебници и учебни помагала. Овој каталог содржи вкупно 152 изданија, од кои што 37 учебници, 60 скрипти, практикуми, околу 14 периодични изданија, така да можеме да се пофалиме со тоа што е сработено во минатата година. Во рамките на овој настан Штипскиот универзитет Гоце Делчев ја доби донацијата од Тодор Кралев, професор емеритус. Неговата ќерка Наташа Кралева вели дека донацијата од 200 стручни книги од незиниот татко се подаруваат на националната установа Универзитетска библиотека Гоце Делчев, а ќе можат да ја користат студентите, со што ќе се запознаат со неговото 47 годишно творештво. Неговите дела се од областа на индустријското инженерство и менеджментот, така да студентите на факултетот за инженерство, економскиот факултет ќе можат да имаат огромна корист од овие негови дела, но сепак и сите останати и колеги и студенти кои што се заинтересирани за изучување на овие две проблематики. Во редот на дневните настани е и настанот во продолжение. Во големата сала на општина Штип се одржа средба со првиот претседател на Собранието на Република Македонија Стојан Андов. Поводот беше и презентација на неговата мемоарска и книжевна дејност како истакнат општественик. Првиот претседател на Собранието во Република Македонија Стојан Андов денес во Штип ги презентираше неговите 4 книги со неговите видувања, ставови и работата на соработниците во периодот од 1990 до 1993 година. Повод за овој настан е публицистичката, мемоарската и книжевната дејност на истакнатиот општественик. Сакав на јавноста да биде достапно што сум работел, како сум гледал на работите и како сум гледал на работите на другите со кои сум соработувал. Мислам, оти тоа е неопходно, бидејќи јас не работев некоја работа која
секојдневно се случува, туку во едно драматично време бев председател на собранието, кога одржавме и референдум, кога го донесовме уставот на Република Македонија, кога Македонија стана независна, и тоа се многу драматични, многу силни настани за нашата држава. На новинарско прашање поврзано со законот за употреба на јазиците, првиот председател на македонскиот парламент Стојан Андов со одговор: законот е донесен на брзина, без трпение и без темелна и неспорна процедура. Ова што сега настана е резултат на невнимание, подценување на правниот аспект на процедурата и неизната сила, и сега јас не знам натаму што да препорачам. Што се однесува до дилемата кој е нарушил процедурата при донесувањето на законот, председателот Иванов или собранискиот спикер Андов со став дека ова е комплексно прашање кое фаќа анализа пред се на феноменот или институцијата на амандманите. Ако не се расчисти тоа прашање, не можеме да знаеме дали председателот на државата или премиерот ја прекршил процедурата. Тоа треба да се знае, а тоа треба повеќе објаснување и сега не е прилика јас тоа да го правам. По однос на прашањето за преговорите за името, ја поддржува досегашната политика на премиерот и министерот за надворешни работи во делот на јасно дефинирање на нашите ставови и предупредувањата што не можеме да прифатиме. Ако останат на таа линија која сега ја имат, ако не се поколебат од тоа, мислам че имат важна историска улога во нашата иднина. Бидејќи како држава сме исправени пред важни предизвици, Андов преферира создавање на мнозинска влада која би имала посилна поддршка кај сите политички чинители. Инаку поздрана реч на средбата, денес со Стојан Андов имаше градоначалникот на општина Штип Благо Бочварски, а за творештвото на Стојан Андов говореа писателите Раде Силјан и Блаже Миневски, како и публицистите Любомир Гајдов и Лјупчо Арсовски. Продолжуваме со земјоделски субвенции. Почна аплицирањето за субвенции. До 15 мај земјоделците ќе можат да аплицираат за субвенции за мерките во растителното и сточарското производство. И годинава се аплицира електронски. Доколку не можат сами, земјоделците може да аплицираат со помош во подрачните единици на Министерството за земјоделство. Барањата за мерките од растителното производство се поднесуваат врз основа на евидентираните податоци за парцели во единствениот регистар на земјоделски стопанства и системот за идентификација на земјишни парцели со состојбата до 15 март годинава. Во сточарското производство барањата за субвенции се поднесуваат врз основа на евидентираните животни во регистарот заклучно со бројната состојба на денот на поднесување на барањето и ажурирање на нивниот број во ветеринарните станици со кои имаат склучено договор. За поддршка на аграрот оваа година се предвидени 100 милиони евра. Во Штипско и Карбинско за финансиска поддршка од државата конкурираат над 3000 земјоделци. Денес во Штип беше промовиран проектот со кој треба да се зајакнат капацитетите на ромските невладини организации, со што ќе се овозможи посилно граѓанско општество. Денес во Штип беше промовиран проектот Можност за градење на посилно граѓанско општество на локално ниво, со кој треба да се зајакнат капацитетите на ромските невладини организации. На овој начин ќе се овозможи да се изгради општество кое ќе понуди подобар живот за сите. Се со цел концептот едно општество за сите да го надградиме и невладините ромски организации да дадат поголем придонес во развојот на едно поубаво општество во општина Штип. По повод на зајакнувањето на капацитетите на ромските невладини организации во соработката со локалните самоуправи. Во рамки на проектот предвидено е да се организираат неколку трибини и работилници на кои невладините организации ќе се обучуваат како полесно да дојдат до средства од ИПА програмата.
И целта на проектот е да се унапреди соработката помеѓу локалните структури во овие три општини, како и да се зајакнат капацитетите на локалните граѓански организации и ромски во трите општини и да се зацврсти соработката како со националните институции, така и на локално ниво. Сметам дека овој проект е добра можност која што може да се искористи за да сите ромски невладини организации работиме заедно во однос на потребите и приоритетите на ромската заедница, а секако тука вклучувајќи и локалната самоуправа со низините капацитети, ресурси во однос на самата поддршка за имплементација на ваков тип на проекти кои што доаѓаат од Европската унија. На општина Штип ова е втор проект финансиран од ИПА програмата. Предходно со европски пари се имплементираше проектот Образованието клуч за подобра иднина на учениците роми. Во делот за спорт, одбојка, ракомет и карате. Женската одбојкарска екипа на УГД Студент во првенство надпревар во рамките на Суперлигата на Македонија загуби на гостувањето во Тетово од екипата на Дамикор со резултат 3-1, додека пак машката екипа на УГД Студент во Велес ја победи екипата на Борец со резултат 2-3. А ракометарите на Текстилец во надпревар од првата лига на Македонија во Штип загубија од лидерот на табелата тимот на Буто со резултат 23-33, полувреме 12-18. И на крајот карате. Штипјаните Емил Павлов и Жарко Арсовски беа дел од македонската карате репрезентација која стана балкански шампион на првенството што се одржа во Истанбул, Турција. Македонската карате репрезентација имаше одличен настап на балканското првенство кое се одржа во Истанбул, Турција. Вкупно нашите каратисти освои 11 медали, од кои 6 златни, 2 сребрни и 3 бронзени медали во дисциплините комите и кати и се ведва за домаќинот Турција која освои севкупно 46 медали. Јас се вратив со 2 златни медали, најпрво во поединечна конкуренција каде имав 5 борби, сите успеав да ги победам, најпрво во првата борба против Србија, потоа Турција, Хрватска, Црна Гора во финалето над преводачот Косово, но исто така освоивме златен медал, јас и Жарко Арсовски од карате клубот Штип учествувавме во екипна конкуренција каде што имавме доста тешки борби, поедивме доста добри селекции како што се Србија, Хрватска и Босна и Херцеговина. Ова еден добар, видовме дека нашата моментална форма е еден добар мотив за следното европско првенство кое очекува во месец мај. Ни преостанува повеќе од еден месец да се подготвиме максимално и да се представиме на едно високо ниво на ова европско првенство. Кај ќе се одржи европското првенство? Европското првенство ќе се одржи во Нови Сад, Србија од 10 до 15 мај. До крајот на годината календарски кои посечени меѓународни надпревари ги очекуваат? Повака оваа година, откако каратето влезе во олимпиското семејство, агендата на турнир е доста збиена, имавме доста надпревари, како што се премиер лигите, ете во Дубај освоив сребрен медал, сега овде Балканското првенство, сега не очекува европско првенство, оваа година имаме и светско првенство и многу премиер лиги, сето тоа е квалификација за Олимпијадата во Токио. На добар пат сме, верувам дека пратено ќе продолжи успешно да се представам само од себе си, како и државата, како и градот Штип, и се надевам дека 2012 година Македонија после подолго време ќе има учесник на Олимпијадата со обезбедена нормално и борба за медал. Покрај Емил Павлов и Жарко Арсовски во составот на македонската репрезентација, која стана балкански шампион во екипна конкуренција, беа уште и Берат Јакупи, Ненад Келевич, Виктор Крстевски, Мартин Месторовски и Петар Спасаровски. Ете, ова е се во понеделничната информативна емисија Мирис телевизија. Ви благодариме за вниманието, останете во положение со нашата програма. Пријатна вечер.